Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Верниците на Македонската православна црква Охридска архиепископија, православните христијани, го прославува еден од најголемите празници, Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Преполни беа нашите цркви и манастири, а особено храмовите кои го носат името на Пресвета Богородица. Се одржаа празнични богослужби, како и народни собири и веселби. Имен ден празнува Марија, Мара, Марена, Марица, Марјани и Маријана. Македонија се повеќе се поврзува со светот. За 7 месеци низ двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, поминале близу 2,5 милиони патници. За меѓународниот аеродром Скопје, рекорден бил месецот јули со 410.000 обслужени патници, што е порас од околу 30%. Новововедените 28 дестинации, изголемениот број патници, тоа се показатели дека Македонија станува се попривлечна и подостапна дестинација, со услови и можности за туризмот, угостителството, транспортот и друго. Почна изградбата на автопатот Скопје-Блаце на границата со Косово, во должина од 10,5 километри. Со таа патна делница е и затврстувањето на Македонија како крстосница на Балканот. 2 паневропски коридори, 8-ката Исток-Запад и 10-ката Север-Југ, овде се вкрстуваат. До сега никогаш не се случило во исто време на територијата на Републикава да се градат 6 автопатни правци. Сега се градат и тоа Прилеп-Битола, Кичево-Охрид, Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, Букојчани-Кичево и Скопје-Блаце. Власта најавува зголемени инвестиции во здравството, за нови болници и модерни здравствени установи и нов клинички центар во Скопје, односно изградба на здравствен систем кој ќе биде со современа опрема и достапен за сите. Во последните месеци се реконструирани и модернизирани повеќе одделенија, лаборатории и простории во болниците, во клиниките во Скопје и во други градови. Договор за изградба на интерконективен гасовод меѓу Македонија и Србија беше потпишан во нашата влада. Македонскиот дел од гасоводот ќе биде долг 22,5 километри од Кумановско до границата со Србија и ќе имал капацитет до 160.000 кубни метри гас на час. По изјавите од опозицијската СДСМ и нејзиниот председател Венко Филипче, дека платите повеќе растиле кога таа партија била на власт и оти со ВМРО ДПМН, помали биле платите, поскап животот, а високите цени ги празнеле семејните буџети. Од ВМРО ДПМН излегоа состав, велики, дека одговорите нивни не се со празни зборови, туку потврдени со бројки и показатели. Например, за 70% се повисоки платите во 23 месеци владење на ВМРО ДПМН. Инфлацијата е падната на 2,3%. Јавниот и државниот долг се намалуваат, а цената на бензините и дизелот со мерките кои ги презеде владата. Македонија има најефтини горива во регионот. Продолжуваме со вестите. Постојани се изјавите од Софија кои го негираат македонскиот идентитет. Председателката на таа земја Илијана Јотова предизвика доста реакции велики, оти Македонија немала што да делела со Бугарија, зашто историјата ни била заедничка, и оти Софија немало да остапело од борбата за бугарите во републикава. Меѓутоа на македонците во Бугарија им се прави непрестајна асимилација, немаат права, ниту се впишани во бугарскиот устав, додека овдека се бараат
да биле пишани бугари во македонскиот устав и што не може Софија да напаѓа, а Македонија ако реагира, тоа било говор на омраза, или да не може да направи ништо за нашинците кои живеат тамо. Колку пресуди од Меѓународниот суд за човековите права, кои се во корист на македонците, Софија не ги исполнува, а Брисел молчи. Никој во Европската унија не бил уценуван како нашава татковина, да промени знаме, устав, име, што е скандалозно во 21. век. Во Републикава во новата учебна година од 1. септември ќе имало околу 200 паралелки помалку во основното образование и 100 паралелки помалку во средните училишта. Во новава учебна година ќе има 14.500 првачиња. Можно е тој број да биде и изголемен со уписот во септември. Намалени се трошоците за училишниот прибор за 15%. Учениците добиваат учебници како и превоз, што е помош за родителите. Во Охрид во Народната библиотека Григор Прличев на свечен начин бе одбележани 85 роденденски и творечки години и промовирани 2 нови книги на познатиот публицист, творец и активист Славе Николовски Катин. Промотори беа новинарите и истражувачи Веле Митановски и Стево Томовски. Славе Катин е автор на околу 4000 текстови, како и на 62 книги, посветени на историските врвици на етничка Македонија, потоа на религијата и Македонската православна црква, како и за нашите македонци иселени во прекуокеанските европските земји, а има и дела посветени на медиумите и на познати имиња од различни области, од земјава и од светот. Се порибува Охридското езеро. Најпрво биле пуштени 100.000 подмладо Охридска пастрмка, а во следната фаза ќе бидат несени во езерото уште 1,5 милион единки од вештачкиот мрест. Значи годинава ќе има околу 1.600.000 пастрмки подмладок во еден од најстарите езерски екосистеми во Европа. Според УНЕСКО, Охридското езеро постои околу 3 милиони години. Во неговите води, меѓу другите, има 17 ендемични видови, од кои 2 се Охридска пастрмка. Во продолжение и за други информации, Апелацијскиот суд Скопје ја потврди ослободителната пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски, бидејќи немало докази за негова вина во случајот со финансирањето на изградбата на партиското седиште на ВМРО во Скопје. Подсетување дека на 26. август 2001 за време на војната со екстремистички албански групи, со експлозив е кренат во воздух и целосно уништен мотелот Бриони крај Вардар во тетовското село Челопек. При тоа настрадаат чуварите на објектот Боге Илиевски и Свете Трајчевски, кои се од динамит околу телата биле врзани за столбовите и кренати во воздух со семотелот. Нивното загинување е 2 недели од како бил потпишан Охридскиот договор и 5 дена од како бил разурнат Лешочкиот манастир. Наместо да се продава во маркетите 27,5 тони небезведно млеко од Косово заврши во депонија, бидејќи инспекциите на Агенцијата за храна откриле зголемена количина на афлатоксин со канцерогена материја. 3 македонски државјани загинале, од кои 2 деца и нивната баба, а уште 2 биле повредени во тешка сообраќајна несреќа во Словенија. Камион запрел поради дефект покрај автопатот, кога автомобилот со македонските државјани удрил во него. Загинатите се од селото Житинени во центарот Жупа, а живееле во градот Равена во Италија. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и многу успешна мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение и на разбирањето, на добрата волја и помошта од Далеки Димитар. Тие се собственици на 2 познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алеки Димитар. Уште 4 информации. На 39-тиот Охридски пливачки маратон, патеката од Свети Наум до Охрид во должина од 25 километри, прв ја исплива италијанецот Алесио Окипинти, а на 3-то место се пласира младиот македонски маратонец Петар Цеков. Во женска конкуренција победничка беше Мајте Пука од Аргентина.
Пливачите на кеот Македонија во Охрид ги пречека претседателката на држава Гордана Силјановска-Давкова, која како главен покровител на маратонот ги закити со ловорови венци и ги врачи наградите на победниците. Една од најпознатите издавачки куќи, Матица Македонска, ги прославува своите 35 успешни години. Основана е од поетот, книжевен критичар и патриот Раде Силјан на 24. август 1991 година, само 15 дена пред историскиот референдум за самостојна Македонија од 8 септември. Матица Македонска досега има издадено над 3000 дела во милионски тиражи и сите 3,5 децении ги помина со македонската книга, со македонскиот јазик и со Македонија. Непрестајна денонотна е борбата со пожарите кои пустошат шуми, разна вегетација, градини, пасишта, папрат, а понекаде и куќи низ Македонија. Денес имало 11 пожари на отворен простор. Огнови пламнале во Скопско, Македонски Брод, Велешко, Прилепско, Охридско, Тетовско, Гостиварско, Делчево и Струмичко. Што се однесува до времето, ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во одделни места во Републикава можна е нестабилност и врнежи. Температурите се до кај 39 степени. Во почетокот на идната недела времето ќе биде стабилно и топло. Тоа беше изборот на информациите за ова јавување од наша Македонија за ова популарна радиопрограма. Драги слушатели, пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски. На сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Кои цели 33 години е дом на Охридфест Охридски трубадури. Па еве и ова лето господово 2026 не пречека со ширум отворени порти, за да испишеме уште една нова музичка страница од Интернационалниот фестивал Охридфест Охридски трубадури. Добро вечер и добре дојдовте на првата фолк вечер на 33-тото издание на Охридфест Охридски трубадури 2026. До вас присутните тука на Долни Сарај, срдечен поздрав и до гледачите на македонската телевизија и целиот аудиториум широм светот, кој го следи директниот пренос на фестивалот на сателитската мрежа на македонската телевизија и сателитскиот канал на македонското радио. Охрид од секогаш бил неисцрпна инспирација за уметниците, авторите, изведувачите, а неговата убавина и неговиот уникатен амбиент прави овој музички фестивал да биде посебен. Исто како и внимателно одбраните песни од страна на фестивалскиот одбор, предводен од уметничкиот директор Љупчо Соколовски. Сцената ќе ги видиме Мики Даниловски, Бобан Зафировски, Мирко Вретовски и Ангела. Mi
Охридско и македонски, господин Стефан, не го менува името и не се откажува од диаспората во замена за Томос од Вселенската патриаршија. Вака тој одговори на прашањето кога нашата црква ќе го добие долгоочекуваниот Томос за автокефалност. Па тоа не може да се претпостави, може да биде и утре, а може да биде и задутре, така што ние да ја чуваме црквата, да ја градиме црквата, да градиме односи и релации со другите помесни православни цркви, тоа ќе дојде кога ќе се исполни времето како што порачува и апостолот Павле. Што конкретно од нас се бара? Вселенската патриаршија, која не упатуваше на тоа и за која впрочем се потпишани сите православни цркви во Шамбези дека така треба тоа да се случува, не прифати во заедничко сослужување во канонско единство со сите православни цркви. Ако ни даде Томос, ние ќе го прифатиме, но условите кои ни се поставуваат се неприфатливи за нас. Откажување од името Македонска православна црква, отстапување на македонската диаспора и признавање еве и на украинската црква која ја призна Цариград. Има ли начин овие барања да се преформулираат и проблемот да се надмине? Името ние си го имаме, тоа име е наше, на никој друг не припаѓа и затоа не треба никој да бара да се откажуваме ни од нашето име, а името нашата црква е Македонска православна црква возобновена Охридска архиепископија, затоа се содржат и двете имиња во името на нашата црква. Диаспората, кога ќе превземат од сите други народи православни со Македонија. Никој. Мислам дека најбитно е да имаме една баланса измеѓу таму кај што ни дал Господ душа во Македонија и кај што оиме, кај што работаме, кај што ствараме и да сме искрени со љубовта кон тоа што сакаме да го постигнеме и со татковината наша кај што ни се корените, кај што ни се. Сите викат народов. Народов му треба некој пат дирекција. Го оставале на народов во Рим, во Колосеум да набива за убиства, за кутри робови што се тепале за да преживее. На Исус Христос го каменувале народов. Рекле кој ќе биде Барбарус, спасете го Христос да го убијат. Една најгениално божествено створење со најнежни љубовни чувства. Така да оставите го народов настрана и што велат народов знае све. Народов не знае све, народов му треба некој да го насочи. Тоа е многу битно и милион пати примери сме имале во историјава за тоа. Сакам да ги наслушам децињава, ако родителиве не им се способни да им ги изложи на класика, да се поинтелигентни, на било кој жанр, на джез, на спорт, да ги трнат од дрога, со нив да се напијат првото пивце да го испијат со нив или винце, било како. Јас борбам за нешто што ќе трај и ќе не повторно врати на еден пат. Сакам Иначе види, Вселенски патриарх е глупаво титула. Вселенски патриарх е Исус, никој друг. Он е владетел на Вселената и сега она смешно човече од Фанар со брадиче со кој сака да не грацизира и на кој му подлегнуваме. Он е Вселенски патриарх, кој е исто. Активности во нашето иселеништво. Во тек е македонскиот фестивал кој го организира црквата Света Богородица на 29 и 30 август, сабота и недела на своето црковно место. Додека црковниот собир ќе се одржи во Чикаго, каде Македонската црква Свети Кирил и Методи ќе биде домакин петок, сабота и недела 4, 5 и 6 септембар. Петок 28 август, драги слушатели, е голем празник Света Богородица. Од името на нашата радиопрограма на сите вас ви го честитаме овој празник на оние кои го имаат како домашна или селска слава на помош да ви биде. Исто така примете најубави честитки од нашите спонзори Лил Сизар, Пица и фамилијата Илич. Велбур Кија, кар дилер и менеджер од Мене Талевски ви го честита празникот Света Богородица. Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sales и Truck Partner Company ви го честитаат празникот Света Богородица. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Танасовски идниот Кинг Ѓорџ заедно со братот Јосиф испраќаат најубави честитки. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home честитки испраќаат по повод празникот Света Богородица. Најубави честитки примите од Спиро Трајчевски заедно со
Супругата Весна од First Development од Далас, Тексас. Сите наши спонсори ви го честитаат празникот Света Богородица со ова песна. Нашиот Бог постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Благословен е нашиот Бог постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Благословен е нашиот Бог постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. One dish you hated as a kid, but now made it yourself because you love it. For me, it's fasul. I hated it when I was a kid, and now, oh my God, I can't wait to eat this. Which one's yours? Macedonians, name one dish you hated as a kid, but now made it yourself because you love it. For me, it's fasul. I hated it when I was a kid, and now, oh my God, I can't wait to eat this. Which one's yours? Албанскиот јазик туку за неупотребата на македонскиот. Да рачистиме една работа. Албанците во Македонија, сакале тоа јавно да го признаат или не, се малцинство. Да, огромно малцинство, но сепак малцинство. Самите велите, сте дел од албанскиот народ, чија матична држава е Албанија. Ги славите нивните празници, го веете нивното знаме и што се не. И како имам кажано, албанскиот јазик може слободно да се користи во Македонија насекаде, од најниско до највисоко ниво. Но како тоа мислите дека поради тоа вие немате потреба да зборувате македонски? Како? Во која држава живеете? Чив пасош поседувате? Зарем ние македонците, за да живееме во сопствената држава и за да се разбереме, мора законски да знаеме друг јазик? Извинете, ама мене тоа ми нема никаква логика. Велите, ама Македонија е наша заедничка татковина. Да, но со што го покажувате тоа? Со знамење на друга држава? Јас знам дека ова е вашето национално знаме, ама бедно македонско да имате на еден протест и велите загрозени се правата. Кој права? Правото да ги истакнувате вашите национални знамења? Кој патем се ете и официјално знаме на друга држава? Правото да зборувате на друг јазик? Па сите протести се на албански. Слободата на говор. Навистина, кое право е загрозено? Кога ви одговара, велите Македонија не е само држава на македонците, туку на сите, вклучувајќи ги и албанците. Па еве пластично и директно повторно ке прашам, со што го покажувате тоа на дело? Кога сте излегле на протести и заедно со албанското ете, например, сте истакнале барем едно македонско знаме? Или кога сте се придружиле на некој протест заедно со нас македонците? Кога се буниме по некое прашање? Зошто немаше ни еден албанец на протестите против промената на името? Ниту еден на протестите против францускиот предлог? Зошто никогаш не сте излегле заедно да прославиме победа на некој клуб од Македонија кој не е етничко чисти албански? Или уште поважно, победа, например, на македонската репрезентација? Ако е вистина дека чувствувате Македонија како своја татковина, зошто тогаш еднаш барем не славиме и не протестираме заедно? Толку за употребата на албанскиот Македонката Лупка, која живее и работи во Словенија, беше избрана меѓу 12 највлијателни инженерки во светот за 2026 година. Пред неколку години таа беше избрана и за инженерка на годината во Словенија. Зошто заминала и токму во оваа земја се одлучила да ја гради незината професионална кариера? Еве ја незината приказна. А Словенија ми даде простор да го развивам својот потенцијал, ми даде можност да учам, да работам со одлични инженери и професионалци, ме научи на некоја одговорност. Посредното образование во Струмица, Љупка до дипломските и магистерските студии ги завршила на Машинскиот факултет во Љубљана. Со себе носе само некое знаење, основно знаење, голема желба за работа и верба дека можам да направам и да постигнам многу повеќе отколку што во тој период мислев дека е можно да изградам во Македонија. Компјутерската програма за механичка вентилација на згради и предходела на она што сега го работи. Љупка, вие сте развојна инженерка која работи на системи за грејење, ладење и вентилација. Но може ли поточно на нашите гледачи да им објасните што точно, кои точно се вашите обврски и колку во вашата професија играат улога технологијата и човечкиот фактор?
Јас сама димenzионирам различни системи за грејење, вентилација и ладење на малку поголеми објекти како што се училишта, болници, градинки. Нашата задача е да создаваме технологии кои што ќе им се прилагодат на луѓето, а не луѓето на самата технологија. Јас секогаш велам дека најуспешните решенија се тие што се едноставни и природни за само користење. И кога технологијата е добро развиена, таа не го комплицира животот, таа само неизбежно го подобрува на самиот живот. Ова признание стварно ми значи, затоа што не е признание само за еден проект или за, да кажеме, некој систем што сум го димензионирала, проектирала, туку за целиот начин на кој што пристапувам кон самото инженерство. И искрено би сакала еден ден и во Македонија што повеќе млади да чувствуваат дека немаат потреба да ја напуштат својата земја за да ги осварат своите соништа. Мислам дека прашањето е како да се создаде некое општество во кое тие стварно ќе сакаат да останат таму. Многу емоции, дури и солзи кај оние што вчера дојдоа во Леринското село Овчарани на прославата на религиозниот и националниот празник Свети Илија Илинден. Тврдењето на грчкиот премиер Караманлис дека во Грција немало и нема македонци беше демантирано од страна на грчките граѓани, најголем дел одмисло македонско етничко потекло, кои што дојдоа да уживаат во македонските ора и песни. Македонско девојче Бисер Балкански, Македонија цела да и други македонски народни песни беа на репертуарот на прославата. Колку е силно македонското чувство во Овчарани, во Леринско и во сите места во Грција каде што живеат македонци, можеше да се види по начинот на кој што течеше забавата во Овчарани. Додека низ ветпата на грчките културно-етнички друштва речиси никој не играше, атмосферата се загреа кога се случи на македонскиот мелос. Не е лесно да се види македонец во Грција, но ние немаме избор. Мора да бидеме тоа што сме, велат македонците од Солун, од Серес и од другите места во Грција кои дојдоа на Свети Илија во Овчарани. По цел свет сите на мелос. Грција се напълна целно, не македонца нема. Има македонци. Гледал ли тоа што станува? За мен може да кажам срамота за Грција, што не познава за Македонија. Ниту македонци има ниту ништо. Нема македонци. Јас живеам во Солун, има многу народ, не познава. Нема македонци. Нема, што сум јас? Од тепат на мене, од горе, од небото. Тоа дело протево живееме ние. Освен за јакнатото полициско обезбедување на приодите кон селото и внатре во него, но не во близина на местото на прославата, не беа забележани посериозни инциденти. Неколку помали групи блиски на фашистичката организација Хриси Авги или Златна Зора, која е финансирана од грчката влада, се обиделе да влезат и да предизвикаат инциденти, но тие биле навреме изолирани и отстранети од страна на грчките власти, кои сепак прифатија барем еден дел од барањето на Македонија, Грција да не дозволи напади на македонците во оваа земја. Денес е мојот живот, подобан небо сино, овде ќе доживеа. Сега е мојот живот, со на твоја и вино, дома ќе доживеа. Ова се мои зборови, ова се мои зборови. Ова е моја земја и мириса на земја наша е, и тоа ќе трае. Ова е моја земја и мириса на земја имам, што посакав и што сонував имам. Имам се што сонував имам. Овде душата секогаш моја душа, овде љубовта своја песна си. Имам се што сонував имам. Овде душата секогаш моја душа, овде љубовта своја песна си слуша.
Македонски е пронајдена. Што ќе се случи сега? Што ако гробницата на Александар Македонски навистина биде пронајдена во Македонија? Прво, целата област веднаш ќе биде затворена и обезбедена. Ќе пристигнат археолози, историчари и експерти од целиот свет. Но најважното прашање ќе биде: дали навистина е тој? Ќе започнат детални истражувања, ќе се анализираат надписите, предметите, остатоците и се што се наоѓа во гробницата. А потоа доаѓа потврдата. По повеќе од 2000 години пронајдено е местото каде што бил погребан Александар Македонски. Веста ќе го обиколи целиот свет. Милиони луѓе ќе сакаат да го посетат местото. Македонија преку ноќ ќе стане центар на едно од најголемите археолошки откритија во историјата. Но откритието може да донесе нешто уште поважно. Предметите и надписите во гробницата би можеле да откријат нови детали за неговиот живот, неговата смрт и што навистина се случило со неговото тело. Делови од историјата што ги изучуваме денес, можеби ќе треба повторно да бидат разгледани. Една изгубена гробница би можела да одговори на прашање старо повеќе од 2000 години. Да го заборавиме ваши и наши. Ние сме една рака народ, ние сме сите своји. Доколку не се обединиме, а со тоа го израдуваме Бога, Македонија нема да е бити. Еден мал процент не ги сменија, бидејќи со додавање на некој грчки слог на крајот, имињата почна да личат малце на грчки. Пример, селото Буф, Леринско, го направија Буфи, така личеше некако на грчко име. Но и тие села од почетокот на 50-те години одлучија и тие да ги сменат за да нема никакво поврзување со старото име и така од Буфи стана Акритас, значи едно сосема грчко име. Воден стана Едеса, Лерин стана Флорина. Македонското име на Костур се смени со грчко име Касторија. Солун го доби името Тесалоники и многу други топоними. Најмало село до најмала рекичка му било променето неговото македонско име и било заменето со грчко име. Полно села се обидува да ги преведат на грчки јазик согласно значењето на македонскиот збор. Ти знаеш како се вика шоферот на камионот? Јас не. Знаеш дека го задржале нешто? Јас исто така не знам. Некогаш се спроведе истрага, како, што, зошто, кој е тој камион, како избегал, зошто избегал. Родителите знаат? Колку што знаеме јас и ти, толку знаат и тие луѓе. Но реално тие прашања ме мачат и мене. Исто како што ја мачи цела Македонија, цел Балкан. Кај е шоферот? Како се вика? Зошто го нема? Во ниту еден извештај, ништо нема. Трилер? Што се случи со возачот на туша? Тој одлежан, Джоле, одлежан некој извесен период, колку што јас знам, не секако дека не може да е во добра состојба. Не сум го видела. Последен пат го видов кога ме ги донесе картите за стадион за последниот концерт на Тоше. Дури кога ги прашав мајка му и татко му на Тоше, сега кога бе во Крушо, викам, онака ви прашав, викам, знаете, не сакаме ништо ни да го спомнеме, баш бе онака отсечни, но важно е ова. Вечерта кога правевме муабет, дека му беше повредена нели ногата од одбојка, ај кажи ми сега ти на мене како јас него му го поставив прашањето, кој ќе те вози? Вика, бе, Джоле ќе ме вози, викам, чекаве нова е кола, дали ја знае да ја вози, мислам, шоферски муабет, како да ти кажам. Не се кири, јас не можам вика со едната нога, ма као полека и ете колку возеше. Значи, тоа е, до крај ги немаме абдукцијските наоди. Па ги нема, ги има делумно. Да се е некако чудно, се е некако заматено, не знам. Ние не ги добивме одговорите. Артан Груби обвинителот Даниел Коцев, кој побара и доби куќен притвор за некогашната прва виолина на Дуј. Првата виолина таман се наштима дома и никој не му го расипува концертот. Очигледно, куќниот притвор кај нас е вип салон на правосудството. 5 звезди, рум сервиси и обвинител по потреба. Are you okay? I am missing you so much. I miss you so much. I am lonely. What's your name? I'm Lucas. How old are you? I'm 4 years old. Who came here with you today? My grandpa. Lucas, who is your biggest hero? My grandpa. Why is he your biggest hero? Because he never lets me feel alone. Lucas, who always makes you feel safe? My grandpa. How does he make you feel safe? He holds my hand until I'm not scared anymore. Lucas, what is the best thing your grandpa ever taught you?
To never give up. Why do you remember that? Because he believed in me before I believed in myself. Lucas, what is the sweetest thing your grandpa ever said to you? He said, I'll always be proud of you. How did that make you feel? Like I'd do anything. Lucas, if you could ask God for one thing, what would it be? More time with my grandpa. Why is that your wish? Because lifetime with him will never be enough. Lucas, after everything we've talked about today, what does your grandpa mean to you? He'll always be my forever hero. Yes, if she lets me keep my toys. What if she says clean your room first? Maybe I'll stay single. Кога во молк да те гледам на очиве, магла ми напаѓа сура, и одеднаш в бескрај се растега редот, и ридија се губат в пустелија штура, и едека иде од маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг. Во бескрајно оро, син оди по татка, по деда си внук. О, тешкото. Сега, по нашите села, во слобода прв пат, што моро ќе сретнам, зар чудно е, солза да потече врела, зар чудно е, жалба јас в срце да сетам. Од вековно робство, мој народе, идеш, но носиш ти в срце дар златен и пој. Пченицата твоја триш плодна ке биде и животот твој. Кај се помаците, кај се ветроса, кај се егејците, кај се Витоса. Ој, Македонио, распослана од Узбекистан до Анадолија, до Канада и Австралија, од Балтикот до Карпатите, до Немајкаде, до Глувчина Дупка, до канцелариите на бирократите. На цело ќе го разреам, да ќе те мајко куртувам од ова робство крваво. Јас сум Димитре Кулиски Кулето, моментално сме вечерва на фестивало, а снимаме за радиото Оро Македонско. Ве поздравувам. Здраво, Киријана, дојдов по вино. Нема поќе, го излокав. Здраво. Абре, Колјо, ти реков да не го продаваш чифликот. Мама ме даде за друг. Пак локаш? Конечно ги собравме. Енеја, Стамена! Стамено, кај одиш? Одам да наполнам вода за мама, да земам киселец од кај Пара и тробосилек од кај Јана. Нема да го запалам дуќанот, фустанот е топ. На почасти се нешто и ова. Фала, Коконо. Енеја, Елена. Елено, стигна капелата од Едрене, а? Да, преуба е. Ој природо вечно убавице. Велат моите очи се воденски череши. За мене велат дека имам гајтан веги и сум неве. А за мене велат дека сум полична од самовила. Каде бе, Павле? Во ладната меана да пијам и јадам со лудото младо. А кај ти е големото друштво? Кој војник појде, кој в затвор ојде, кој драница фати назад не се врати. Може само песна дај ни Боже, бум бум, бум бум. Никој ништо не ни може, весели сме мили Боже, бум бум, але бум бум. Ве поздравувам од Охридско езеро.
Драги слушатели, ќе ви донесем едно позаемено интервју од телевизија 24 со поранешниот министер за одбрана професор Трајан Гочевски. Да слушнеме, е доста интересно. Јана ги минира и војната така почнува, некој куче ќе нагази мина и потоа знаете Ајде, ова е интересно, што се беше минирано? Што беше минирано од страна на ЕНАС? Јас спомнав сега некои објекти, значи касарната од Ѓорче Петров беше минирана, беше аеродромот миниран, ние тука интервениравме многу жестоко тоа да не се случува и имавме на повеќе други места. Например, имаше закана во домот на армијата, кога прв пат нели имавме едно представување, дом на армијата, се сеќавате. Со ова тогаш ние неколку часа се мислиме дали да одиме или да не одиме. Прв пат ја представуваме армијата во објект кој го примаме. Председателот и јас го тргаме тоа ливчето дом на армијата. Ние имаме закани дека доколку се одржи тоа дека домот ќе биде миниран. На првиот ден, тоа сака после да го кажам за Крива Паланка, пошто тоа сега се случува на после толку години на 9 март. Значи, вие се треба да одлучите. Значи, вие треба да одлучите. Во Крива Паланка, ќе го обзна после. За првата караула према предавањето. Да, за Крива Паланка. Тие кажа дека бензинската пумпа, која е одма на 50 метра, е минирана. Која ќе дојде министерот, ќе биде дигнат у воздух и пумпата, и министерот, и све друго. И сега вие треба да одлучите. Има една друга случка која не можам да ја заборавам. Две. Со авиони. Кога јас отидов на командантот на третата воена област да му кажам дека аеродромот не го давам, ако треба и ќе употребиме сила, тој рече во ред, ја седи таму у ходникот, таму во тој ходникот кој што се министерот и началникот, на тие исти се тие фотелите, таму сум преспивал по 24. Во генералството, во Министерството за одбрана. Министерството за одбрана, тоа беше тогаш командата. Во канцеларијата на началникот беа тие обезбедувањата со тие панцери, манцери, шкорпиони, тоа да се исплашиш од нив, а од другата беше командантот. И сега тој почна да вика, да ова, да она, јас слушам дека он се јавува, ја тогаш разбрав дека командата на воздухопловството за нашиот дел за Македонија е на Приштински аеродром. Нише прва Приштина, па Ниш, па Белград, така и е тоа командна линија на. И он вика, и на него му кажуваат, таму, вика, сега они ќе видат за пола сат, гледај што се случува, што ќе се случи. За пола сат Скопје го надлетува борбени авиони. Јас седам и гледам и јас знам што е проблемот. Луѓето си мафта надвор, гледа авиони, никој не сваќа што се случува. А борбен авион технички може да испушти некоја бомба и војната почнува. Така почнува војната. И второ, кога беше примопредавањето, тоа не може да го заборавам, во Меджитлија, тоа беше набрзо по донесувањето на законот при предавањето на објекти. Јас отидов таму, на некои клучни места морав и јас да се појавам. Отидов таму заврши таа церемонија, тогаш грчки авиони ја надлетуваше Македонија постојано. И тогаш велам дека да е тоа случајно, тоа не верувам. И ние кога излеговме од касарата натаму, надлетаа 2 или 3 борбени авиони, летааше, јас мислев дека удираат у нас. Значи, ниско, од 100 метра надлета, ние спопаѓавме како глувци таму. Нема тоа играчка, ти немаш... Директна провокација. Провокација. И така се случува тие работи, сега да ви кажам за ова. И сега, ние го донесуваме законот на 14 февруари, значи апсолутно едногласно, значи пратениците секоја чест, значи закон за одбрана. За одбраната. Јас зборувам оти уставот само даде основи да се формира. Ама по одредбите на уставот ништо не може да формирате. Значи осама вика се формира Министерство за одбрана, формира се армија и толку. И сега мораше тоа се направи. Работиме деноноќно, тоа се заврши брзо, да не взимам време. Ама сега ние имаме закон. Армијата е тука, туѓа армија. Не се јавија овие преговарачи. Лорд Ове вика, каква е ова независна држава, со туѓа војска. Ако не иселите војската, заборавете на независност. Му го кажа на Григоров, ми го кажа мене 2 пати и му кажа на министерот за надворешни работи Денко Маневски. Дури него му рекле, Лорд Ове му рекол, секој племе не мора да има држава,
Ако не го направите тоа, заборавате. И нас ни рекоа, нема независно. Ако имате устав, ја затоа имам една реченица, ја повторам, нам не оставија еден ден да се израдуваме на независноста, па дури до денеска. И сега, што да правиме? Договараме стратегија, нели? Пишаме писмо до генералот Аџич, тој веќе стана и министер, ама стана и, как се вика, началник на генералство. Тој ги врши двете работи. И му пишеме писмо дека ние сакаме да преговараме, неќеме војна со армијата, ние ја почитуваме, имаме добри искуства. Добро, кој беше тогаш ставот на ЈНА или на српското, на Слободан Милошевиќ? Тој едноставно што сакаше? Не сакаше да иселе армијата. Се седеше тука и се чекаше. Што им беше ставот? Ќе дојдеме сега до 9 март. Тогаш си покажа рогови. И сега првиот пат не одбија, втор пат пишуваме пак писмо, председателот Григоров го подпишува, послал ти на нашто не одговара. Што значи тоа не одбија? Што велат не може? Не може, готово не може. Тамо е армијата, никој не смее да пипа ЈНА, а кој пипне ЈНА, значи добиваш тоа што ви кажав и така. Бидејќи се повлекуваат македонските регрути, каква е тогаш компонентата на ЈНА во Македонија? Тие се војници всушност кои се, од чии републики се тие војници што се во Македонија? Сите републики имаме тогаш. Се уште се од сите, така? Да, не, па и се уште се, да. Па затоа ви викам, ние требаш... Без, предпоставам, хрватски и словенечки. Па да. Иначе нашите обично беа Хрватска, еден период, они малку почнаа да оставаа повеќе по своите републики. Едно време вие не можете да видите македонец во Македонија. Да, одеа таму, да. После 10%, толку мислам дека, ама тоа беа со... Но ова е бидејќи веќе почнаа војните, во Хрватска почнаа така. Да, предпоставам дека веќе регрутите во Македонија беа немаше, предпоставам, словенци и хрвати веќе. Да. И сојдно секретар за одбрана Благоје Аџич. И сега, јас одам во кабинетот на председателот, сме и тргнуваме наваму, и сега мене ми викаат дека ние сме биле многу наивни. Тука нема што тенк да има да те однесе, па ништо не може да направи. Тоа е одма. И ние, председателот Григоров беше многу така непредпазлив човек за многу работи. Мислам се однесуваше многу човечки. Отворен, да рече. И рече, мене стредајќи се одиме пешки. Ово вика, ти си помнат, вика, ја сакам пешки да одам, ти не јам рекол председателот да не префрлат до тамо, до домот, до ова, беше лошо времето. А од каде до каде? Од собранието до домот на армијата. Тоа има можност тука до влезот. Да. Ќе одиме, сега ја не можем да преречам на него. Да. И ние кога излеговме од собранието, верувате или не верувате, председателот не знам да обезбедувајето дали имаше некој со него. Ама тоа цивили беа за тројца луѓе, тоа нема. Налета една група, после разбравме, таа се викаше Нишка препадна бригада, ја викаат. Околу 40 луѓе кои дојдоа со Аџич. Аџич е во македонската соба и тамо не чека. Знаете, таа е у дома на армијата и таа ја сонувам и денеска соба. Тамо многу работи се случува. И сега одиме ние сите тамо, односно со председателот, и нас не заобиколија, буквално не турка, значи како, да не употребам лош збор. Значи не турка, јас си викам на нив. Јас малку кочев заради председателот, бидејќи греотом, викам, постар човека, оди човекот, само по некоја псовка можеше да се чуе, и не втера у дома на армијата буквално само уште што немавме лисици на раците. И јас правев напори да биде тоа покултурно за председателот, но силата е страшна работа. По скалите, тие се многу тесни скали, веќе на втората скала, пошто председателот ќе се присопне, такви се скалите, јас подзастанав да помине, па да одиме по него. Јас буквално бев удиран со тие што ги имаат они тие кратки автомати, бев буквално удиран од двете страни и ми велат, ако застанеш уште еднаш, тука ќе останеш. Абе, викам, јас не останувам, пуштите председателот сепак е шеф на држава ово, каков шеф на држава ово, и се качеме горе, тоа беше една ново не. Сега најголем што им била целта, веројатно да ви направат притисок, да ви да не истошат, тоа беше психички. И кога влеговме,
тој седи на масата со тие жолти палети очите ги исте нови некои, ние влегуваме тамо, ние од тоа што и одевме натаму, ме позбунети малку, ali не е важно, се поздрави они и он на место дели да рече седнете оди дома на армија, беше се уште нивни објект на армијата, уште не беше презен. И вели, му рече дека ти, Киро, забораваш многу работи, 50 дена јадеше леп во Белград, ние ти го дававме, беше ти добро, сега прукаш на нас. Ние тоа нема го дозволиме и вели, мене ме пратија кругови од Белград да дојдам да поапсам тоа сепаратистичко раководство во Македонија и да расчистам да се вратам за Белград. Ние останавме без текст, не знаете што да правите. Јас велам, генерале, ние имаме во 11 закажено разговори на вилата неводно за иселување на армијата. Он ми вели, ти да ќутиш како иселување. Армија не ми иселува. Се случи, како се случи, имаш уште една навреда, кој председателот тамо ја дадоа и кога си тргнуваше за Белград вечерта, кога го носеа за аеродром, рече, ако не послушате тоа што ви кажав, уште ја командувам со военото воздухопловство, прво ќе ја срамниме со земја резиденцијата на председателот, па на министерот за одбрана, па собранието ќе ви го радиме и така натаму. И ние сега стварно не знаеме натаму дали ќе се одржат разговорите, дали нема се одржат. И едно време добро, тоа заврши колку еден саат, тоа не беше разговори, беше вреѓање ово, и така ми го смируваше, знаеш. Он имаше една многу убава тактика и таа не многу излечуваше. Ние побевме прагматични од тоа, тој знаеше да и на него му се љутеа некои како Клусев, Антов и некои други, он не ги напаѓаше, не ги се спротивставуваше. Ние чекавме некој пат да не одбрани, пошто нас не третираше како аматери, не зборува, како ја не смеев предив да кажам дека сум министер за одбрана, тоа не признам. И добро. И тука има и уште една наша работа. Вие ако сте ги гледали снимките, сигурно ги има тие. Јас председателот значи отидеа од собрание да го носат за водно, а јас со колата тргнав. Значи сепак разговорите ќе се одржат. Ќе се одржат, тој не ги негира, ама ти кажува дека дојдов да ве излоса. И сега, а јас пак требаше да го соберам началникот идем. Асовски. Одиме, кажа дека не е на работа, ден-два не доаѓа на работа. Како бе разговорите овона, нешто не бил добар и му викам на возачо вози, тука живее на аеродром, вози дома, со мене беше само едно момче, Благоја се викаше, и одиме тамо и му викам на тој Благоја, ајде оди викај го генерално, кажи дека сум тука, одиме, во 11 почнуваат разговорите, тој одби не дојде. Не дојде. И не дојди, ние беме сами, ретко кој генералот Трајчевски кој беше на територијалната одбрана дојде, меѓутоа тој не се умеше у разговор. Тие за нив кој ќе го виде, ајде сите ќутеа. Ние останавме скоро сами у тоа. И тоа на две страни се направи тој договор, немаше ни еден збор да се потпише некој документ. Некаде кај 5 саатот, некој да зборувам, околу ручекот настане една друга атмосфера, таа не е фер да ја коментирам. Тој нешто спомна, некој специјално вино, од некаде, од ние направивме тоа, го донесоа, го најдоа и тука почнува нешто да се сеќава за штип, не знам. Ние гледаме дали ќе потпише он, нешто кажува, ќе ве апсам, ќе ви направам тоа, ти бре, од так, за мен велеше од кај најдо тој филозоф, министер од филозофски, па цивил, па ова, па она. Но добро, се одеше како што треба. И го потпише договор, ама тргнуваме настрана и му вика на председателот и мене, пошто ние беме главните преговарачи. Значи, ова иде у фрижидер. Договор не сме да се објави додека ја не кажам. Ако договор го објавите, значи, сметајте дека авиацијата ја дигам и Скопје го равно со него. И добро, одлета он, ние се исконсултиравме тогаш, тука имаше дипломати од Америка, од ова, јас комуницирав со 20 луѓе од нив и други. Они која слушнаа дека е потпишат тај договор, се израдуваа. Вика, како, вика, фриждер, како, викајте конференција за штампи, објавете го додека кажете е слетал у Белград. И ние тоа го направивме.
свекавме конференција, кажавме се најдобро, заборавивме тие глупости. Да, навредите, тоа не ги спомнавте тие. Потпишан договор, направено се што треба, од утре почнуваме преговори за иселување на ЈНА и така натаму. Јас попуштив тука, не прифаќа иселување на армијата. И бараме збор. Звараме како збор. И не знам како нагаѓање тоа во она, викам, наш збор е дислокација ако може. Ето, стави дислокација. Значи, ми се дислоцираме, а ако треба, да се вратиме. И у договору стои неиселување дислокација. Така го подпише, тоа беше услов да го подпише. И после сега да скратам за ова, значи, дојдоа 20, за неколку дена од Белград дојдоа 23 генерали со цела екипа, 2 дена и 2 ноќи и 3 дена се преговараше у Домот на армијата, дел по дел се направи таа програма за предавање на објекти, тоа беше огромен имот, огромен број на објекти и беше предвидено од 10 март да почне примопредавањето на објектите. Ние се подготвуваме на 9 март, што тоа беше и прашањето. Се јава човекот, не беше главниот, од Сојузно секретар за народна одбрана и ми вели министерот за одбрана, она вика да ви кажам, вие немате армија, границата се турбулентни, она ние имаме тамо војска и предлагаме границите, другото вика објекти ќе ги земат, ама границите останува Југословенската армија да ги чува. Истото ми го пренесе последен саат командантот на Третата воена област. И добро, ние тоа што стане една забава, пошто там се подготвуваме да се случи тоа на 10-те. Го известих председателот, разговаравме подолго, го известих премиерот и оставивме за утре сабале да се договориме дефинитивно. И знам тоа, таа ноќ исто, цела ноќ ја преседевме на работа, анализиравме со сите што може да се случи. Добивме исто таа информација дека е минирана бензинската пумпа и дека доколку ја одам тамо да го пријам објектот, ќе се случи инцидент и така натаму. Ама немаше избор. Ако тогаш ние прифатевме, тоа значи договорот се анулира, оти беа они лутни, бидејќи го објавивме договорот. Ифрит беа тоа. Значи, они до последно се обедувале да го задржат некаков суверенитет на оваа територија. Да останат, да останат присутни. Онако остане тие чува границата, каква независна држава. Ти немаш суверенитет врз својата територија. И на 10 сабале, сепак председателот некаде дојде кај 9-9:30, од тоа време доаѓаше на работа 9:30. Јас го чекав, некој го рекол, он вика, одуката каква е? Викам, одам. Што ќе биде ако не одиш? Ќе биде тоа. Вика, никако, вика, тоа не смееме да стопираме. Имам информација дека е демолиран објектот. Ќе молчиме, само да кажеме исто на телевизија, имаше од Македонска радиотелевизија, на телевизија да кажеме дека почнува примопредавањето. Тоа е клучот. Внатре, истрошено, извадено, ова, и добро. Меѓутоа, ови од безбедноста, што воената безбедност тогашнјува, ме замолија 1 сат покасно да отидам, за да се одбегне таа критиот 10 закажано, а има најава за минирање и тоа да отидам малку покасно. И они веројатно да видат што... Да проверат. И јас отидов во 11 часот. А предходниот ден, кога ми дадоа оваа задачата да остана тони, јас ми кажав дека ние утре го пријаме објектот, ујавив на тој генерал Мојсиловиќ кој беше одговорен, и они одлетаа со хеликоптер на место за крива палка, одлетаа во Ниш. Значи Мојсиловиќ и генералот Арсовски. Пази.
И од таму дојдоа во 10 часот дошле со хеликоптер во Крива Паланка, се исконсултирале, тоа е нивна работа, бидејќи веќе во Ниш они преселуваше командата на Третата воена област. И значи дојдоа таму и сега они беа бесни. Јас кога влегов внатре, а таму комисијата беше еден полковник Биковски се викаше, тој беше на комисијата, провери на објектот, ово она, треба записник дека е предаден објектот, ама он неќе да го направат бидејќи објектот е целиот руиниран. И ми покажува вамо тамо, сега ли јас го имам ставот дека мораме да премолчиме за да можеме да го почнеме процесот, да нема назад. Да. Оте они тоа го бара. Они бара ние да се откажеме. Да, толку требаш. И добро, сепак дека не ни беше едноставно. Викаат многу луѓе дали ме беше страх, како нема да те биде страх кога ти вели одвојува на 100 километра, гинат луѓе и ова. Тоа е луда работа. Да, тие беа практично во војната. Беа во војна, да, и многу реагираа многу нервозно. И добро, и најшто ми има погодено, добив Совски пред нашата комисија, која беше 10 луѓе, тој полковникот рече: министре, јас не дозволувам да се подпишува тоа, напуштаме, овие не заслужуваат, како може они да псуваат министер. А беше тезата како сум ја дозволил како цивил 2 генерали на ЈНА да чекаат 1 час. И мајката ми е цела, но таму сте и двајцата, на глас, пред сите. Назад немаш. И добро, ајде свирете, ставете на карти, ево, таму они се збркаа ово, она, и они кажуваат, однесени машини за перење, однесени утикачи, однесени не знам што, кујната ја нема, ова нема све, кај ставете све што треба, тоа ќе го разговараме на друго ниво и така. И сега ги кажувам вака, јас ќе подпишам таков договор, ама нема да спомнеш овој Мојсиловиќ што беше од он, па ќе одговара, знаеш што ти. Јас мислам дека немаше наредба од овие од Врвот да се демолираат објекти. Тоа го правеа дури и наши луѓе. Само иницијативно? Само иницијативно. Знаете како тоа беше? Од бес едноставно, така? Да направиш тени. Напушта, командантот беше... Како мислите тоа го правеле наши луѓе? И наши луѓе, да. И наши луѓе почеток отидоа со... А, тие што отидоа за Белград? Да. Не останаа сите тука. Не останаа тука, после се врати. Да. Кога видоа по парата како се врати, ама тоа е човечки, не може да го измениш. И јас реков да подпишуваме, ама сега имаме еден услов, пошто вие ме уценивте да подпишем дека е се уред, а не е уред. Тогаш ќе дадеме изјави, јас и тој генералот Мојсиловиќ, кој е одговорен за примопредавањето, ќе дадеме изјава за македонската телевизија. Он нема телевизија, он нема подпис, му велам. Добро. Он сигурно он добил задача да се заврши, отим они беа свесни дека и тоа не иде у прилог, тоа раскршено, тоа ќе го у јавноста. Да, имаше и тогаш и емисии за тоа и така. И сега тој немаше каде да оди, подпишавме, ја давам изјава, денеска е добар ден, направено договор, Григоров Аџич се почитува, комисиите почнаа, нашата комисија го она се завршихме и он даде изјава дека е тоа така. Завршуваме, излегуваме и овој ми вика Мојсиловиќ, вика што е, вика тоа е блефирање, вика кажав ама ти немаш војска, како утре ќе презимаш границата. И ја му реков сега сите по мене, ќе видите дали нема војска. А јас дадов наредба, односно налог, нели, у тоа време на територијалците, да формираат една единица и тоа се направи во дворот на гимназијата. Значи, наредбата беше тамо кај 12 да се построи една единица, 40-50 луѓе, не сеќавам колку беа. Ама они пак велат, вие немате војска, тоа е брукате, ово, и така натаму. И јас одам со нашата кола со која бев, они по мене и стигнавме кај гимназијата. Ама што се случува тамо? Луѓето у Крива Паланка, затоа ги многу почитувам, тие направија се за неколку време собра, луѓе ги облекува, уште ги облекуваа, дотеруваа, ама ги дотераа. И јас видов построена единица од 40 на луѓе. И јас излегувам, радосен да ви кажам за тоа, излегувам од колата и сега тоа беше и моје, да речем, не искуство, како пребор човек да си признае, не ги знаеш тие церемонии. И сега по нивното јас требало да ги почекам генералите да дојдат, па тие да излезат пред нив, па не знам ово, јас си отидов кај тие хотел, ги знаев луѓето, ги честитав, ово, она. И кога се вратив назад, овие двајцата ги нема.
генералите избегаа. Затоа што тоа не се уклопуваше во нивниот наратив. Они мислеа дека се уште ние немаме војска. И они побегнаа. По планот беше другиот ден на 11 знамето да се крене, отидоа луѓето открива палака на ДБ Бајер, го дигна нашето знаме и така почна примопредавањето. Тоа е прв пат македонско знаме на 11 март 92 на крилата равна нива на ДБ Бајер да се постави македонско државно знаме. Тога се дига првото, старото знаме, старото, уште беше старото знаме за мое време и првата единица што се формира во касарната Илинден, значи таа што така поголемо, покрупна знамето е македонското старото. Првото знаме, првото знаме. Пред тоа се одржа во Охрид, кај што јас исто држав говор, се одржа во Штип, кај што исто така јас зборував на таа свечена церемонија, и во Битола, кај што зборуваше председател на собранието Стојан Андов. Значи, ние сите четворицата имаме присуствувани на тие собири, и веќе на 10 март се отпишуваше Југославија од регистарот на држави во Обединетите нации и затоа ние, за да не сме територија, мораше да имаме гарант на нашиот територијален интегритет и суверенитет, а тоа беше формирање на собствена армија. Јас и за тоа прашање одбегнувам, бидејќи го сметам и тоа една македонска сага. Значи, во тој период се разви една теза во Македонија дека без пролевање на крв нема држава, дека мора Македонија да направи инцидент, некој конвој да го минирам и така натаму, и јас го спомнувам тоа. Значи, една група пратеници, неколку десетина луѓе, начело со подпредседателот тогаше на собранието. Кој беше подпредседател на собранието? Се знае кој беше, човекот е од Куманово. И тогаш, значи, буквално, еден период овиот трета команда ме задржува, вака буквално кажано, некој пат по 24 часа внатре без никаква комуникација. Тогаш нашите, моите луѓе, пратеници, во еден ходник во собранието и бара да дадам наредба. Имаше конвој тогаш од Битола, одеа за Скопје, од Прилеп одеа и знаете, веле Скопје некаде или на било каде, има оди нивни луѓе, има територијалци, ке собереме 100 луѓе, ке удариме на ова, и така. И тогаш се бараше, значи ние да отвориме војна и јас се спротивставував на тоа, бидејќи знаев дека они тоа го и чекаат да има инцидент таков, да има загинати. Ако имаше загинати еден војник на ЈНА во Македонија, во тој период од наши сили, дали од МВР или од територијалната одбрана, Македонија ќе беше во војна. Што кажав, ние имавме притисок тогаш не од толку од партијата за ПДП на ова, значи на господинот Абдурахман, повторно го спомнувам, бидејќи тој играше исклучително позитивна улога и тој многу придонесе да се смират работиве, но попосте се вклучија и неколку пратеници во тој период, да некој сгрешам беа 5-6 души, со кои исто така имаме секојдневна комуникација и најпрво со нив работевме да створиме една клима албанското население да свати дека оваа армија ќе биде македонска, дека нема да се вметнува да влегува во сојузи со други држави, нема да испраќаат наши луѓе таму и најважното, имаше еден список на барања кои се условите кои ќе ги понудиме на албанското население, бидејќи сепак тоа се со друга верска исповед, не се христијани, значи они се муслимани, тоа е легално, и дали можеме тоа. И ние тогаш, јас правев позицијата на професор, да ви кажам, ми беше многу битна, ние имаме многу друг поглед на некој работ. Значи, ако разговараш некој од генералите, тоа одма века, јако испомнав дека храната ќе ја прилагодиме, што е тоа проблем? Например, да има јадење едно кое ќе биде за време на пост, ќе биде посто јадење. Што е проблемот секој пат на место да има свинско месо, да има пилешко и телешко, да може човекот да избере. Бидејќи така не беше во ЈНА. Во ЈНА тоа не беше така. Ние ЈНА беше друга ситуација. Значи, јас пак сега го наследуваат тој систем и ние формиравме армија која мораше да го преслика колоритот на населението во Македонија, ако сакаме да имаме подршка поширена. Ние тие работи ги дозволив, јас една само друга работа не ја дозволив, него тоа веќе ке нас ке предизвикаше
поголеми проблеми. Они по примерот одеа тие луѓе, знаете, по Швајцарија, по западните земји и имаше совети ова, ни бараше верски објекти за нивните верски чувства, да има објекти во армијата да направиме во касарните. За тоа, ако го направиш за нив, треба да правиш и за другите и третите, и се договоривме за празници верски за ова зона да имаат луѓето добиваат 2-3 дена, што е тоа за ова. И така се договоривме и така ние ја амортизиравме целата ова работа. Остана само едно прашање кое што јас не можев да го дозволам. И јас мислам дека тоа беше, да речам, едно прашање кое влијаше негативно за мене натаму, за мојата кариера, нели, во тоа. Имено не Абдурахман Алити, но имаше друга партија, Невзат се викаше господинот што водеше таа партија, не знам како се викаше, беше со бела коса, така се ја се сеќавам. Невзат Сулейман или беше или така некако? Јас не се сеќавам. Да, тие беа малку и после се по-радикални. По-радикални, знаете тоа оружјето после што се откри таму и така натаму. Тој секретарот како се викаше, значи така да таа беше по-радикална. И да речеме тој на председателот без моје присуство, кај председателот бил и разговарал да се они смират за некои работи, ама ние за две работи, командирите на карулите, значи со граничат со Албанија и со Косово да бидат албанци, задолжително, и второ беше, сега ова беше најкомплицирано, јас консултирав повеќе генерали од постарите генерации, рекол тоа е недозволиво, тоа не смее никој да го дозволи, беше патролите на армијата што ќе патролираат на таа граница да одат невооружени. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.